Добро вечер, мокна младино! Добро вечер, победничка Македонија! Кога човек ќе застане да се обрати пред волкава армија од луѓе, го облева чувството на среќа и на исполнетост. Но кога во таа армија од луѓе препознаваме луѓе кои се храбри, искрени и одлучни, луѓе кои знаат што сакаат и не се плашат тоа да го остварат, тогаш доминира чувството на енергија, чувството на мотивираност, чувството на верба и тогаш се намирисува победата. Осум години поред токму младите најсилно ги чувствуваат негативните политики од владењето на Груевски. Што остана од преродбеничкото владење? Хорор услови по студентските домови. 58% младинска невработеност. Рекорд над рекордите и во Европа и во светот. 75% од младите кои се изјаснуваат дека својата иднина ја гледаат во некоја друга држава. И како резултат на сето ова, преку 230.000 млади луѓе ја напуштија државата. А што прават сега тие? Се возат со автобус Тим Македонија. Едниот шофер, а премиер, другиот кондуктер, а председател. Епа доста беше. Ние младите нема да стоиме настрана. Ние младите повеќе не сакаме со нашите другари и другарки да се гледаме преку Skype и Facebook, додека тие мачат да заработат во странство. Ние младите сакаме нови студентски домови и нови работни места. Новите луѓе и новата програма, новиот председател на државата и новата влада предводена од СДСМ ќе ги врати назад во сопствената татковина, вашите другари и другарки, вашите браќа и сестри, вашите керки и синови, внуци и внуки, тука, назад во државата и ќе обезбеди посигурна и постабилна иднина за наредните генерации. Тоа е наша обврска, тоа е и наша должност. На 27 април доаѓа промената, на 27 април победуваме!